Спаси нас од фобијата, проклетијата, погибијата. Спаси нас од писанијата, омагазијата, преселијата. Спаси нас од стравотијата, трпенијата, спасенијата. Те молиме, Боже, во денен час, спаси нас, спаси нас, спаси нас. Вака денес во Штип поетите го одбележаа Светскиот ден на книгата. За нив, како и за сите останати љубители на пишаниот збор, книгата представува духовна храна. И тоа е духовна храна, ние преку тоа растеме, книгата е осветлување. Ние осознаваме на тој начин, од најмали нозе убаво да се чита и прекрасно е кога се доаѓа во вакви храмови на културата. И затоа пораката е до сите, од најмалите до највозрастните. Во текот на денот прочитате неколку страници од било која книга. Верувам дека тоа ќе користи затоа што на тој начин ќе бидеме свежи во нашето паметење и пред се ќе зачуваме нашата интелигенција. Се со цел книгата да биде подостапна до секој граѓанин, Штипската библиотека во наредните денови организира мини саем наречен Соцзвездие. На саемот, покрај 374 наслови од едицијата Звезди на светската книжевност, ќе бидат изложени и други значајни книги. Новој дводневен продажен саем кој што трае во периодот од 8 до 20 часот. Во овие 2 дена ќе бидат представени покрај звездите на светската книжевност и 130 тома македонска книжевност, кои што се по символична цена од 157 денари, а секако може да се најдат и преведените книги од странските јазици, што се од областа на филозофијата и антропологијата. Организирањето на ваквите саеми и промоции им значи подеднакво и на повозрастните и на младата популација. Да видиме дека има нешто ново, нешто што не интересира нас во светот и да го тоа ние прочитаме и да дојдеме до тие вистини или некои алузии на поетите, на писателите. Овие саами за нас се многу значени, бидејќи ние се запознаваме со нови автори, со нови дела, не потекнуваат повеќе да читаме. Инаку, овој настан со кој се одбележа Светскиот ден на книгата, Штипската библиотека го организираше во соработка со Друштвото на писатели на Македонија.